Културна зона. Културна зона. Културна зона на Укло ФМ Битола. Почитувани, ве поздравувам од студиото на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, каде започнуваме ново издание на емисијата Културна зона. Денешното издание на емисијата посветено на настанот кој минатата недела се одржа на Педагошкиот факултет во Битола, односно трибината по повод 1160 години од започнувањето на Моравската мисија. Останете заедно со нас. Како што кажавме во најавата, на Педагошкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, минатата недела се одржа трибина 1160 години од започнувањето на Моравската мисија, со која се удрија темелите на словенската писменост. На трибината присуствуваа студенти, средношколци, професори, наставници, учители. Поздравувајќи ги, професор доктор Валентина Гулевска, која беше во верничар на трибината, нагласи дека учителската дејност е повеќе од професија, таа представува мисија. Моравската мисија од 863 година представувала значаен политички и културен настан во средниот век. Таа им била доверена на солунските браќа Свети Кирил и Свети Методи од страна на византискиот император Михаил III, рече таа и продолжи. Византиската империја била една од најмокните империи во историјата на човештвото. Нејзиното 1000-годишно обстојување оставило силен печат врз историјата и културата на целиот среден век. Поради долгиот период на моќ и доминација на империјата, кај византиците се создал супериорен поглед на светот и специфичен начин на живење. Според тој светоглед, империјата го представувала совкупниот културен, цивилизиран свет во тоа време. Надвор од незините граници не постоеле други цивилизации и култури, туку еден друг, див, варварски свет, кој можел да представува опасност и закана по напредокот и обстојувањето на империјата. Варварски нели во наводници. За да ја смекне и да ја припитоми и да ја преобрази таа тера инкогнита или непозната земја, дива земја, надвор од своите граници, Византија го употребила своето најмоцно оружје, христијанската вера. Идејата за создавање на светско христијанско царство се јавува како највисок стремеж на духовниот раст и развој на Византиската империја. Во таа насока византиците преземале разновидни активности за вклучување на, пак ќе кажам во наводници, варварските народи во културата на големиот византиски комонвелт. Во текот на 9 век, религиозно-мисионерската активност на Византиската империја била значително проширена, особено кон незините балкански погранични делови, кои во текот на средниот век биле населени од словеници. Меѓутоа, познато е дека најважната мисија на империјата меѓу словените се одвивала во Моравија, денешна Словачка и Чешка. Моравската мисија од 863 година представувала значаен политички и културен настан во средниот век. Таа им била доверена на солунските браќа Свети Кирил и Свети Методи од страна на византискиот император Михаил III. Голем дел од словените во Моравија во 9 век веќе го прифатиле христијанството, но бројот на оние што ја разбирале суштината на верата и што го познавале латинскиот јазик, на кој се одвивала богослужбата во црквата во Моравија, бил многу мал.
Поголем дел од словените се уште се двоумеле дали да ја прифатат христијанската вера, а оние што ја прифатиле номинално ја практикувале. Во такви околности Свети Кирил и Свети Методи заедно со нивните ученици се зафатиле со тешка и сложена задача. Таа задача подразбирала прво описменување на словените на нивниот мајчин јазик, бидејќи, како што сведочи Црноризец Храбар, словените тогаш немале свое писмо. А потоа крштевање и воцрковување на секој човек поединечно со почитување на неговата слободна волја и избор. Логично е да се запрашаме зошто Свети Кирил и Методи сакале, дури може да се рече и инсистирале, словените да имаат своја писменост. Одговорот е јасен. Затоа што не можеле да им го проповедаат Словото Божјо на словените на туѓ јазик и да очекуваат дека ќе успеат да ги убедат во вистинитоста на она што им го кажуваат или пак дека тие целосно ќе ги разберат. Гледано низ една поширока перспектива, можеме да заклучиме дека Свети Кирил и Свети Методи биле навистина искрено заинтересирани за ова прашање, не само поради фактот што богослужбата на мајчин јазик ќе гарантирала канонска исправност на нивното учење, како што се вели во панонските легенди, туку и поради фактот што тие лично верувале во моќта на просветлувањето и образованието и посакувале словените да имаат свое место во големата културна заедница на европските христијански народи. Па така, од самиот почеток, мисијата била втемелена врз филозофската концепција на Свети Кирил за рамноправност на јазиците, па оттаму имала и длабоко просветителска димензија. Тоа се потврдува и со неговото именување со епитетот учител од страна на сите словенски народи. Сепак, некои слависти сметаат дека Кириловата учителска мисија спонтано произлегла од неговото мисионерско дело. Според нив, тоа се пред се Гривец и Томшич, Свети Кирил во Моравија бил испратен пред се како царски пратеник, легатус, на Византиската империја. Поаѓајќи од ваквото мислење, треба да се истакне дека Свети Кирил навистина бил лојален дипломат на Византија, меѓутоа исто така забележливо е дека неговиот пристап кон христијанската филозофија бил личносен и дека тој пристап се рефлектирал во неговата евангелско-просветна мисија. Токму затоа панонските легенди Свети Кирил насекаде го именуваат како учител на словените. Авторот на житието терминолошки прецизно ги наведува имињата на функциите во власта на Византиската империја, како например логотет, стратег, епископ, библиотекар и слично. Во овој контекст постанува отворено прашањето зошто не би ја знаел разликата помеѓу термините учител и легат или амбасадор со денешниот дипломатски јазик. За жал, сите византиски извори од 9 век молчат за моравската мисија, па поради тоа недостасуваат клучни стратешки документи како што се одлуки, извештаи, писма и слично, кои би фрлиле светлина врз разновидните околности под кои се одвивала мисионерската дејност на светите браќа.
На трибината, 1160 години од започнувањето на Моравската мисија, доцент доктор Анита Ангелевска се задржа на панонските легенди, односно на теориите околу авторството на овој значаен средновековен спис. Панонските легенди се први словенски книжевни текстови и се основни извори за делото на светите Кирил и Методи. Шафарич во соработка со Погодин ги објавува во 1851 година, откако предходно во 1843 ги открива Горски, рече таа, и се осврна на едно од најкомплексните прашања во славистичката наука – атрибуцијата, односно поврзувањето на творбата со нејзиниот автор. Пренесуваме акценти од нејзиното излагање. Прашањето за авторството на двете житија одамна е предмет на научните истражувања и до денес останува неодговорено и е вистински предизвик за натамошно истражување. По откривањето на житијата, рускиот научник Александар Горски ја објавува својата статија за Свети Кирил и Свети Методи, со која ги внесува овие најважни извори од палеославистиката во научен облик. Горски ги елаборира прашањата за авторството на житијата, местото и времето на нивното појавување, нивната содржина и ја анализира веродостојноста на фактите изнесени во нив. Главните насоки, дадени од Горски, ги прифаќаат и ги преземаат подоцнежните истражувачи, кои се занимаваат со пребарување и опис на зачуваните преписи на житијата. Следен научник, кој што сериозно се занимава со атрибуцијата, е Василев. Тој дава критички и сублимиран осврт на дотогашните истражувања за двете житија, од што произлегува заклучокот дека првичната хипотеза за нивното панонско потекло и нивното именување како панонски легенди се застарени и од оваа перспектива звучат несериозно. Дадени се временски, приближно и локацијски детерминанти на нивното создавање, со акцентирање на фактот дека јазикот на двете дела е силна потврда која светочи за нивното рано создавање. Василев на прашањето околу атрибуцијата на житијата му приоѓа преку примената на статистички формално-квантитативни и глотометриски методи. Со примена на овие методи за компарација земени се 1000 зборови нормализиран текст според најстариот препис од 15-тиот век со текст од 5 изданија од пространото житие на Методи. При анализата на пространото житие на Свети Методи користен е текст од препис од 12-тиот век, исто така вогон од 1000 збора. Основата е преземена од изданието на Лавров од 1928 година. Овие избрани материјали Василев ги споредува со пофалното слово за Свети Кирил и словото за Гаврил и Михаил, поради фактот што во науката овие два текста се третираат без недоумица како засведочени Свети Климентови слова. Заклучоците од глотометриските согледувања ги покажуваат следните текстуални врски. Кога се прави споредба на житието на Свети Кирил и житието на Свети Методи, поради фактот што житијата се од ист жанр, резултатите не дозволуваат со голема сигурност да се тврди дека има различно авторство. Кога се споредуваат словото за Кирил или пофалбата за Кирил и словото за Гаврил и Михаил, резултатите говорат за блискост на сите показатели, што не може да се објасни само со униформноста на жанрот. Кога се споредува словото на Кирил и житието на Методи, можно е авторите на пофалното слово за Кирил и житието на Методи да се совпаѓаат. Кога се споредуваат словото на Кирил и житието на Кирил, глотометриската анализа го отфрла коавторството на Климентовото пофално слово за Кирил и житието за Свети Кирил.
Авторството на Климент е најверојатно за житието на Свети Методи, при споредбата на житијата за Методи со послалното слово за Кирил, меѓу нив се утврдува значаен стилски и морфолошки идентитет. Постои уште една научна студија од Пенев за троstraните житија на Свети Кирил и Методи, во која што вешто се користат методите на математичката статистика, а оваа постапка е валоризирана и препозната и од други понови истражувачи, како Романкова, например. Во текстот на житието на Свети Кирил има само еден јасен показател за тоа кој го напишал овој споменик, пораката дека списите на Константин против евреите биле преведени од нашиот учител и архиепископ Методи. Тоа е 10-та глава од житието за Свети Кирил. Анализата на уметничките карактеристики на житието дава можност за извлекување дополнителни податоци. Во литературата често има осврт на префинетиот литературен начин на пишување на ова дело, богатата и сложена структура на речениците и фразеологијата, елементите на реториката, во начинот на раскажување, присуството на сложени и абстрактни филозофски концепти од страна на хагиограф. Треба да се забележи и јасна тенденција кон ритмичка организација на прозата, наспроти која природно се воочуваат поетските фрагменти кои што се прошарани во текстот. Оттаму, можеме да заклучиме дека авторот на житието на Свети Кирил бил ученик на Методи, а воедно и искусен писател, главен мајстор на старословенската литература. Ако ги земеме предвид овие факти, јасно е зошто мнозинството слависти, почнувајќи од Ундолски, кој што и го открива Свети Климента како писател, и Шапарич, му го припишуваат авторството на житието на Свети Климент Охридски, еден од најблиските, најнадарените и најдобрите ученици на Свети Кирил и Методи. Прашањето околу авторството на житијата на Светите Кирил и Методи се уште останува отворено, рече доцент доктор Анита Ангелевска и продолжи. Војдански, Ундолски и Лавров го посочуваат Свети Климент Охридски како многу веројатен автор на житието на Свети Кирил. Подоцна кон ова се придружија Дворник, Вондрак, Георгиев, Дујчев, Кодов, Куев, Радојчич и други. Во поново време и Јосип Братовиќ истакнува дека најверојатно автор на житијата е Свети Климент Охридски, со учество и на други ученици на просветителите. Од тука се гледа дека сите споменати творби го сочинуваат така наречениот Кирило-Методиевски циклус, кој може да се поврзе само со еден автор, Свети Климент Охридски. Направената лингвистичка, глотометриска анализа, примената на математичкиот и формално-квантитативниот метод ги наведува истражувачите да размислуваат за потребата од ревидирање на традиционалната теза за Климентовото авторство на двете житија. Многу логично е сомневањето дека примената на статистички методи може магично да го реши прашањето за авторството на житијата. Ова прашање се уште останува неодговорено, првенствено заради недостатокот на критички изданија на двете житија. Можеме на крајот да резимираме дека атрибуцијата на житијата на Свети Кирил и Методи, или колоквијално на панонските легенди, е многу комплексно прашање, кое останува и натаму вистински предизвик за истражувачите.
На трибината, организирана на Педагошкиот факултет, магистер Бисера Биелик-Стојчевска зборуваше за значењето на Моравската мисија. За Моравската мисија дознаваме од повеќе извори важни за славистиката, но најзначајни се пространните средновековни житија за Константин Филозоф, подоцна за монашен и наречен Кирил, и житието за неговиот постар брат Методий, нагласи таа. Пренесуваме акценти од низиното излагање. Првиот дел од Моравската мисија всушност е создавањето на првата словенска азбука од 38 букви наречена глаголица. И тогаш ги состави буквите и започнаа да ги пишуваат зборовите од Евангелието. Глаголицата, првото словенско писмо, е создадено врз основа на јужномакедонските словенски говори, поточно јазикот кој го употребувале словените од селата Сухо, Зарово и Висока во близина на градот Солун. Оваа теорија во славистиката теоретски ја представил Ватрослав Јагич, а подоцна била потврдена од неговиот ученик Ватрослав Облак. За создавањето на глаголицата Свети Кирил ангажирал учени соработници кои добро го познавале словенскиот јазик и за кратко време превеле голем број богослужбени книги. Овие ученици прераснале во најпреданите Кирило-Методиеви следбеници, заколнати глаголаши, пошироко познати под името светите седмочисленици. Меѓу нив биле и за нас многу значајните Свети Климент и Наум Охридски. Откако биле создадени буквите, мисионерите се упатиле кон Велика Моравија, каде биле пречекани со големи почести. Филозофот не сакал никакви дарови, ниту слава, па почнал деноноќно да работи меѓу христијанското население, подучувајќи го. Спроведувал словенојазична богослужба, преведувал книги и слично. Со ова се просветлувале словенските христијани, се афирмирала теолошката доктрина блиска до источното црковно предание. Оваа религиозно-политичка мисија секако дека имала и своји противници. Не се слави Бог со ова, ке речат тријазичарите. Тој одбрал само 3 јазика, еврејскиот, грчкиот и латинскиот, на кои е достојно да се слави Бог. Свети Константин Кирил бил остро обвинет дека ги нарушува светите позиции на традиционалната духовна и писмена цивилизација на христијанскиот свет. На ваквите зборови, мудриот филозоф со силни аргументи научен човек, одличен познавач на класичните јазици, историјата и светото писмо, ја демистифицирал тријазичната доктрина, заправо тријазичен ерес, докажувајќи дека е нехумано, неетички и нехристијански, дека е себично и дискриминаторски она што го прават. Тешко вам, книжевници, што сте го зеле клучот на сознанието и сами не влегувате и не ги пуштате да влезат тие што сакаат. Со ова гледаме дека Свети Кирил бил многу пред своето време. Тој зборува за нов хуманизам во духовниот, јазичниот и културниот свет. Зборува за равноправност меѓу народите, јазиците и цивилизациите. Како логичен продолжеток на првата фаза од оваа мисија била посетата на Рим. Токму таму, Свети Кирил и Методий биле лично пречекани од новоизбраниот папа Адриан II, кој од браќата ги примил светите мошти на папата Климент Римски, кој маченички починал штитејќи ја христијанската вера. Престојот во Рим траел повеќе од 1 година и бил успешен, затоа што словенскиот јазик и писмо биле канонизирани и официализирани од Светата црква. Дел од Кирило-Методиевите ученици добиле свештенички чинови, како и самиот Константин, кој пречувствувајќи смртта се замонашил, земајќи го името Кирил. Според неговите житија, тој починал на 14 февруари. Да резимираме. Кое е значењето на Моравската мисија? Најпрво, создавање на првата словенска азбука глаголица. Ова е голем исчекор за словените,
со кој тие се доближуваат до сите напредни и високо цивилизирани народи во светот. Второ, превод на богослужбени книги од византиско-грчки на старословенски јазик со цел ширење на христијанството меѓу словените. Трето, борба против тријазичната ерес и канонизација на старословенскиот јазик од поглаварот на Римо-католичката црква, папата Адриан II. И четврто, културно издигање на словените како посебен народ со посебен јазик кој во иднина може да развие своја оригинална книжевност. Со ова, ние осознаваме дека сме имале јазична, културна и природбенска ренесанса и пред самата ренесанса во Европа. Тоа значи дека од овие простори, уште во 9 век, се ширела порака за равноправност, недискриминација, меѓусебна толеранција и давање на еднакви шанси за сите. Затоа ликот на Свети Кирил е многу повеќе од црковен проповедник. Тој бил византиски амбасадор, заштитник на послабите, создавач на азбука, преведувач и толкувач на богослужбени книги. Авангардна личност која оставила траг низ времето и просторот. Кон крајот на денешното издание на емисијата Културна зона на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, уште да кажеме дека на трибината 1160 години од започнувањето на Моравската мисија, која минатата недела се одржа на Педагошкиот факултет во Битола, извадоци од панонските легенди чита студентките од Педагошкиот факултет Димитра Десановска и Стојанка Ќупчева. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Културна зона на Укло ФМ. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
Укло ФМ, Битола, мај 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го Укло. И слушај Укло ФМ Битола 90,8 МГц.